Здраво, драги мои, како сте ми? Добро вечер, бонджорно, бонанотте, парла тути контра мафија, синьорас и синьори, форца Македонија и денешната емисија ќе ја посветиме, на што мислите дека треба да ја посветиме? Ја посветуваме секогаш на некакви се актуелни политички работи, ти реков ми рече, држ, не дај, чики-мики, ваму, таму. Јанко, ако не си сериозен, нема да ти се објави колумна. Пак да чува. Не. Не, дали сум добар? Не. Аха. Сори, такво ми е мене словото, така зборам, ја не можам да бидам камерен. Ми фаќа кликерот, ама не морам тоа да го кажам, као виде, но, окей, народ ги сака овие сериозните анал и тичари, вие си знаете, и опонент на сите овие политички теми, после се што издржавме и изтрпевме, драги мои сограѓани, ова колумна им ја посветувам на граѓаните на Скопје. Им ја посветувам затоа што сочувствувам и јас како скопјанец ги трпам сите последици што ги имате и вие. Не ви е лесно и решив денеска да ве расположам. Со што да ве расположам? И еве сега по левата страна и кој е тоа? Дали е тоа Алан Ширер или Габриел Батистута? Кој ли ќе го дае? Не може, Рене Игита со шкорпионскиот скок успеа да одбрани оваа феноменална топка и го спаси голот. Океј, драги мои, многу ми не ме знаат по овие спортски коментари кои не ги правам повеќе, затоа што станаа многу начуручени луѓето и многу така натаму, забавата и хуморот одамна умре, може би ќе се врати со некои други луѓе, како и да е. Драги мои, сакам да ви ги прочитам, бидејќи сега ќе зборам за фудбал. Да ви ги прочитам 10 најдобри фудбалери на сите времиња. И сега малце ќе се чудите зошто ќе чуете некои имиња, а некои не. Но слушајте до крај, ќе биде интересантно. Велма интересантно. Океј. Кои се топ 10 на сите времиња според Јао Пао. Јао Пао на јапонски леле падна. Кои се 10 по оваа листа, значи 10 најдобри фудбалери на сегментот по кој се бирани баш вака овие 10, на крај ќе ви го кажам. На 10-то место ви е Роберт Левандонски, Полиш. Џенкујем. Модерен голгетер, нема збор, убиствен, трак. Еден од најконстантните фудбалери. Значи, форма, голови давање, скоро секој надпрева, секој втор надпрева во врвната лига и така натаму. Ромарио беше еден од клучните играчи на светското првенство од 94 година, бразилец нормално и остави неизбришлива трага во историјата на светскиот фудбал, секако и на бразилскиот. Бразил не може да се опорави од златните времиња кога имаше страшен пад, затоа што превише звезди роди, пазат нозе, не играат фудбал, не знам што е и така натаму, но тоа е тоа. На 8 место е еден од моите најомилени, Марко Ван Бастен, убиецот на голови од, бидејќи им ги кинеше мрежите, од Милан. Марко Ван Бастен, Холандија, мислам дека најголема трагедија беше кога се повреди. Берлускони даваше милиони, мислам, не знам, у космос ке го праќаше само да го спасат таа повреда, но за жал не успеа и многу беше тажен моментот. Ја ја следев неговата, нели што се вика лайв, ја следев неговата кариера, многу навивав за него, чемпионшип менеджерот го игра, феноменални карактеристики и многу ми беше тешко, многу рано ја заврши својата кариера. На 7 место е Филипо Инзаги.
Филипо Инзаги кај све не играше, ама во врвните, нели, што беше Јувентус, Интер, Милан и така натаму. И беше такво као едно теле растрчано по теренот, препелка, го погледнеш ли паѓа, го дувнеш ли паѓа, му свикаш ли се превртуе. Не дај Боже да го пипнеш, ќе почне да се превртуе, од Милан до Дженова нема да застане. Сакам да кажам, беше многу нестабилен, во таа игра лесно паѓаше, многу се преправаше да добива слободни удари, но едно не може да му се замери дека беше убиствен шпиц напаѓач, дека даваше енормен број на голови покрај сите овие, нели, карактеристики што ги кажуваме за разлика од еден не знам, Левандовски, кој мислам дека оркан да дува, нема да го помртне од место, а не па да се преврти. Океј, за мене еден, значи Филипо Инзаги сосема заслужено е на 7-мо место италијанецот. Дидие Дрогба од брегот на Слободната коска беше играчот кој го освои светот, играчот кој му донесе безброј титули на Челси и стана славен со Челси, еден од најкомплетните, најголемото изненадување. Мислам дека кога заигра, вака бевме сите шокирани во оној нов тим на Абрамовиќ, како фудбалерот, кај произлезе и стварно фантастичен голгетер. На 5-то место го ставам Дарко Панчев, кого го нарекуваа Кобра, кој играше во Црвена звезда, играше во Интер. За жал и он прерано ја заврши кариерата на 30-31 година, но не ја заврши поради повреди, он едноставно се презасити од фудбал и го заинтересира други работи. Штета, можеше уште многу да направи. Добитник на Златната копачка 91 и нормално човекот кој Звезда ја направи шампион, инаку Звезда, поискрено по мене, ја не сум звездаш, но Звезда да беше толку добар тим, она и после него ќе имаше некои големи успеси, немаш. По мене Звезда имаше успех само благодарејќи на менталната стабилност што моментално ја имаше, у тој момент му беше пикот и врвот на Дарко Панчев. Дарко Панчев заради техниката и менталната смиреност успеа да ги направи шампиони. Сите паѓа унесе. Србија, плачат, се тркалат. Не. Како Кобра, студен, пресметлив и така натаму. Не навлегувам како му било во душата, тоа он може да се раскажува приказки, ова се моите впечатоци. Герт Милер е на 4-то место. Кој не го памти Герт Милер? И оние што не му биле современици, јас сум го гледал. Каква машина за мелење, Панцер Division. Човече, иде меле, го ора теренот, како иде ги расфрла тие играчи неодбранбени, едноставно како магнетно поле ги одбиваше од себе и постигнуеше голови, стативи кршеше. Габриел Батистута, ово е, како да ти кажам, Холивуд стар. Убав, фраер, интелигентен, жените го сака, заради него жени почнаа да гледаат фудбал пола планета, но на страна сите тие негови квалификации, аргентинецот е нешто најдобро што е произлегло од Аргентина. Не го спомнувам Меси, но ќе разберете зошто на крај. Алан Ширер е рекордер по голови во премиер лигата. Он е фудбалер кој има најмногу постигнато голови во премиер лига. Можете да си проверите, а у премиер лига да имаш, да си голгетер, вау. Пази, не збориме во сите, во премиер лига. Најјаката лига на светот. Алан Ширер беше, не знам, феноменален. И на прво место е Роналдо Назарио, Буцко да го мене, или феномена што го вика, за кого све не играше, нели, главно го знаеме од Барселона, и така, купишта голови. Што е карактеристично за сите овие што ви ги набројам, дечки? Капира некој? Хајде, не ви текне. Сите овие се број 9. Љукави лисици бил Јанко. Сега те сватив што сакаш да кажеш. Да, драги мои, се одредија броевите и сега вие што треба да гласате за Скопје, знаете дека 9 ви е главната работа. Така ли?
Треба ли сега нешто да ви кажам? Кој ќе заокружувате, ако се ми... кој беше? Шо беше? Дарко Панчев беше. Така, ако не ви текнуе на Батистута, ако не ви текнуе на Ширер, на Дрогба, на Инзаги, на Бастен, на Ромарио, ќе ви текне на Дарко Панчев. Број 9. Така, затоа што листата ќе биде по-долга и тоа е намерно така направена, за да има многу ајвани кои се пријавени поише да украдат гласови од ВМРО-ДПМН, одошто нешто да направа за граѓаните, па и ако дојдат на власт нема со прст да мрдат, најверојатно ќе прават дилови за сопствена корист, згради, градење и така натаму и така натаму. Драги мои скопјани, оваа зафрканција сериозно ќе ја завршам, затоа што сакам да ви укажам на една работа. Скопје многу истрпе. Пожари, дури и вечерва има. Скоро секој ден. Палење на отпад, несобирање на отпад. Горење, подметнати пожари, палење коли, депонии, корне, смрди. Искачаш надвор, овака ти се викаш, човече, дали ова линијата Мажино во Прва светска војна, кога со... не, Мажино беше после Прва светска војна. Седно. Дали ова Прва светска војна, па мустард гес, гасот, отровните гасови кога се користеа обемно против војниците. Ова е против граѓаните. Несобирање на отпад, неизмиени улици, све угнасено. Но се радувам затоа што осеќам веќе се чувствува, им се ближи крајот. И ништо граѓаните не ги поколебува. Значи, искрено ме интересираше и ги следев рейтинзите и анкетите, пред се од независни. Не ме интересираат овие нашите или партиските или блиски до власта и така да. Све е тоа убаво, ама тоа е за пропаганда. Мене лично ме интересира, чекај бе, за кого ќе набивам ја? Кој ќе дојде овде, да знам, да ја продавам ли куќата, да си идам од овде, затоа што ако не дај Боже дојдат други градоначалници на Скопје, тури му пепел. Значи, не е... Орце мора да биде градоначалник на Скопје. Затоа што нема кој друг да не избави од оваа гасна комора. Затоа мора Орце да има добри соработници у клучните. ВМРО-ДПМН мора да го добие Карпош, Центар, Аеродром, Газибаба, Бутел. Газибаба и Бутел се добиени, сега само треба да се допотврди. Кисела вода, апсолутно не се сомневам дека дамата ќе го продолжи она што Орце го правиш. Орце вети, првите 3 дена, генералка, тоа значи миење, чистење, перење, тресење, така натаму, функционални јавни служби, комунални служби, функционирање на ЈСФ. И сето тоа многу брзо ќе го видиме. И многу брзо ќе стане дека сите овие злобни коментари, памтете им ги, ве молам, правите принт скрин што изјавиле, кога лажат, како лажат, зошто лажат, за после да им го триеме носот. Бидејќи многу јасно, брзо и добро ќе се види како Скопје ќе воскресне од овој пепел. Како Феникс ќе се издигне од пепелта. Драги мои, сетете се. Дарко Панчев, 9. Многу полесно ќе ви биде. Така, со Господ напред, знаете што треба да направите, се ви е јасно и да славиме победа наскоро, може ли?